Се наоѓаме пред Музеот на Македонија. Во него, верували или не, се наоѓаат помеѓу 18.500 и 20.000 делови од македонски народни носи. Повелете со мене да ги видите најинтересните 60 на македонски носи поставени во етнолошката поставка. Носиите се од цела Македонија, значи од нејзиниот целоетнички предел, имаме и од Пиринска, Егејска Македонија, но и се од сите заедници кои што живеат на територијата на денешна Македонија. Во поставката овдека се изложени околу 62 народни носи и датираат од периодот на 19 и почетокот на 20 век. Постојат неколку начини на кои носиите можат да се најдат во Музеот на Македонија. Некои ги подаруваат, некои се со откуп направени. Денеска исто така постојат луѓе кои што сакаат да подарат носија, пред се затоа што се емотивно врзани со носијата, таа припаѓала на нивните баби, прабаби и така натаму или мајки, и сака да биде добро сочувана и знаат дека во музеов ние ќе го направиме токму тоа и дека можеби некогаш и таа носија ќе биде дел од некоја изложба. Најчесто се земаат оние носии кои ги нема во депоата. Доколку има носија што ја немаме, тоа е првиот критериум што треба да ја прибереме и да ја сочуваме. Понатаму исто доколку е носијата целосна, значи тоа е една прекрасна можност за ние како етнолози да го имаме целото тоа парче. Доколку се посебни парчиња одвоени од различни носии или пак недостасува целосната носија, тогаш треба да видиме дали се тие добро сочувани. Доколку се добро сочувани, тогаш секако дека ќе ги примиме во музеот, на ист начин ќе ги третираме како и целосните носии. Мијачките носи од галичник, папрадиште, ореше, смилево, дебарско поле се меѓу најрепрезентативните во колекцијата со многу везови и накид. Се издвојуваат и носиите од Мариовскиот крај. Мариовската е најтешка навестинска носија, тежи некаде околу 45 до 50 килограми. Коцелот можете да го видите во задниот дел. Тоа е тежок, околу 10 оки. Направен е целиот од волна, во плетенчиња и во топови во долниот дел и невестата го носела прикачен на задниот дел на грбот. И тој морала да го носи на денот на свадбата. Бил долг, нели, колку што и висока невестата, а потоа го носела само до раѓањето на првото дете. Машката носија од Мариовско се разликува по везот и елекот кај младоженецот. Задолжително во долниот дел имаат прво кошула, а потоа и една встана до згора, што се облекува, кој има многу клинови, за да биде што понабрано, пораскошен младоженецот, особено кога игра нели на оро, да биде истубав како што и невестата.